Купра Терамар конечно го здогледа светлото на денот. Планиран да се најде во асортиманот на шпанската перформансна марка уште од самите нејзини почетоци, концептот еволуираше во привлечен кросовер со моќна и представителна појава. Наречен по поранешната тркачка патека во близина на Барселона, има доста заедничко со идниот Q3, со кој ќе ја дели монтажната лента во фабриката на Ауди во Унгарија. Должината поставена на 4,52 и меѓуоскиното расстојание на 2,68 метри му обезбедуваат пропорции кои шпанските дизајнери скулптурално ги имаат облагородено со мускулести линии и стил кој недвосмислено посочува на неговото потекло. Внатрешноста е оригинална и се среќаваат само мал број сличности со другите модели, било од сопственото семејство, било од родинските марки. Инструментаблата е дигитална, мултимедијалниот систем има екран од 12,9 инчи, а менувачот е на столбот на управувачот. Централниот тунел, обликуван како да е свртен на кај возачот, има мал број прекинувачи и панел за бежично полнење на телефони. Предните седишта се со интегрирани наслони за глава, а задната клупа се поместува со што багажникот од 540 ќе порасне на 630 литри. Богатата моторна понуда стартува со 1,5 литарскиот турбо со 150 конски сили, 48 волтен стартер генератор и погон на предните тркала. Следната опција е дволитарскиот TSI со 204 коњи кои се распределуваат на сите 4 тркала, а врв на понудата е Терамар VZ со агрегат изфорсиран на 265 конски сили. Сите верзии се опремени со 7-степена роботизирана трансмисија со двојна спојка. Дизели нема, а плагин хибриди се два со погон на предните тркала и 6-степен DSG менувач во кој е вграден електромоторот. Се ослонуваат на 1,5 TSI агрегатот и имаат 204, односно 272 конски сили. Батериите би требало да бидат доволни за некои 100 километри, а полнењето може да се врши на терминал од 50 киловати. Продажбата ќе стартува наскоро по цени кои во Шпанија благо ќе надминуваат 40.000 евра.